Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Едно големо благодарам, едно големо навистина благодарам, затоа што вистината е таа што земјата ја додржува во живот. Вистината е бавна, како и правдата. Таа е како шило. Ке буше лево, десно, горе, долу и на крајот ке излезе на површина. После најновите вклучувања во живо не можам а да не кажам и да не продолжам со вистината. Од овде ги повикувам родителите да бидат објективни. Од овде ги повикувам да следат вистината, затоа што некои работи кои што се замаскирани од оној кој што родителите го почитуваат, а исто така и го сметаат за спасител, ние во наредните видеа, во секој ден недела, ќе ви докажеме, посебно на вас родителите, дека сте во заблуда, дека сте изманипулирани и дека тоа не е точно. Ова моје вклучување во живо ќе го завршам со една изјава која што започнавме со баже да ви ја доставуваме, а сега и целосно ќе ви ја представиме за да вие самите утврдете дали некој навистина замаглува, дали некој навистина има за цел да ја сокрие вистината, дали некој има за цел да се доближи до родителите, а јас не сакам да поверувам дека родителите тоа го прават свесно. Дел од една изјава вели вака. Значи, изјава која што ја споменавме, изјава која што е дадена на 5. мај 2025 година на Кочанскиот јавен обвинител. Повелете македонци во интерес на истрагата, лицата кои што ја дават изјавата и останати други лица нема да бидат обзнаени, ама текстот стои. И започнувам. Јас излегов малку надвор, па пак се вратив да видам што се случува со тоа и тоа лице. При тоа го забележав и лицето тоа и тоа, за кое знам дека не му беше ништо, односно лекарите го прашаа дали му треба помош, но тој рече дека не му е ништо, се повлече надвор, седна на клупата за кој подоцна разбрав дека седејќи надвор на клупата починал. Ова, македонци, мој доказ за цијановодородот, доказ за многу од дечињата кои што починале од ова гасна комора, доказ за оно што ние го докажуваме, за оно што и обдукцијата го кажала, доказ
дека овде имало гасна комора, каде што гледаме дека поголемиот број од дечињата и кои што се извлекле од диското, седејќи надвор, на клупа или пред здравствените домови, починале. Но, исто така, во еден друг записник е објавено и дека многу од дечињата имале пена на устите и така починувале. Ова е клучен доказ за цијановодородот, кој што заедно со хемиските изгореници не воде до вистината на сето она што се случувало овде. Зошто на 5 мај 2025 година Кочанскиот јавен обвинител не преземал никаква иницијатива за она што следи понатака, а што ќе го објавиме? Значи, ова не значи дека нешто ние манипулираме или правиме теорија на заговор, затоа што ова е записник од лице кое што преживеало и записник кој што е воден со Кочанскиот јавен обвинител Борче Јанев. И продолжувам. Од болницата јас заедно со тој се отидовме дома, а наредниот ден неговиот татко не одведе во Скопје на преглед во здравствен дом Мајка Тереза на токсилогија, каде останав на лекување една недела, пошто бев отпуштена. Располагам со медицинска документација и истата ја доставив до Кочани. И сега најбитното. Плафонот беше спуштен, но не сум приметила какви материјали има. Појаснувам дека беше околу 2:35. Кога скоро внатре целиот плафон беше зафатен од пожар. Јас околу 2:40 часот бев на првата летачка врата, а тоа го знам бидејќи се јавив на мојот брат. Исто така излегов од диското, не знам колку време помина. Диското уште гореше и слушнав силна експлозија. После што веднаш снема струја во диското, а на влезот се уште имаше луѓе кои се обидуваа да излезат. Овде го повикуваме ОЈОГОК, ја повикуваме владата на Република Македонија, го повикуваме Министерство за внатрешни работи, го повикуваме премиерот Тино и сите останати да ни дадат објаснување зошто Кочанскиот јавен обвинител Борче Јанев, пред кого е ова сведочење и пред кого е овој записник од 5 мај 2025 година, не е преземено ништо за да дознаеме од каде е таа експлозија. Ова експлозија која што се случува во дискотеката Пулс, а исто така е дадена во записник пред јавниот обвинител Борче Јанев, останува табу тема до ден денес. Моје прашање е следново. До сите оние кои што ги наброивме претходно, посебно до родителите кои што веруваат во основното јавно обвинителство на Кочани. Од каде е ова експлозија? Од што е ова експлозија? И што придонесело во истиот момент од експлозијата после 2 секунди да однема струја во диското? Ајде, објаснете ми вие
Јас, Владо Павлов, не сум упатен, не знам ништо, вие повеќе знаете и кажете ми, од каде покрај цијановодородот имаме висока температура, од каде имаме силна експлозија, од каде имаме поголем број со хемиски изгореници и доказ дека покрај цијановодородот имаме и водороден флуорид, и од каде после оваа експлозија наеднаш однемало струја во диското. И зошто Кочанскиот јавен обвинител Борче Јанев ова сака да го заталашка? Ве сакам сите, љубов и само љубов, и верувам дека родителите ги почитуваат овие наши дела, за кои што ние ова го правиме во името на универзумот, во името на Бог, и ќе погледнат со други очи кон Кочанскиот јавен обвинител Борче Јанев.